различен мегахерц. Добро утро, Македонија. Денеска со вас е Едмон Сотир, вашиот гостин, а моите и ваши домаќини Атанас и Жарко се негде изгубени попатно по убавото време. Денеска е светскиот ден на насмевките, по јулијански календар, а по григоријански денот на градот. Ајде! Се вратио од избегавите. Фантастичниот Едмонд Сотир, се надевам дека ве размрда од Сабајле. Едмонд, како си утро? Гледам расположен. Одлично. Вака во ваше присуство помеѓу двајца актери, еден музичар, совршено се чувствува. Јас имам една најава, но ќе си ја кажам, ајде и онака веќе зна. А сега, да го поздравиме нашиот актер, Едмонд Сотир! Да. Февруари 17, 48 ден од овој григоријански календар, уште 317 дена. Дами и господа, можете да си размислите каде ќе ја славите новата година, уште 317 дена остануваат. А јас можам да ви најавам дека на плоштадот за најлудата ноќ новата година нашиот и ваш Едмонд Сотир ќе настапува заедно со групата Агушеви од Струмица. Но тоа има време. Да, до соработка да дојде ненадејно. Добив понуда во најнеочекуваниот период од мојот живот, од мојата кариера, така да може ќе прекршам малку, ќе почнам со музика да се бавам. Одлично, па да, јас можам да ти кажам дека не е лошо. Јас како музичар кариерата фантастично ми оди. Инаку би сакал да го поздравам мојот колега музичар Александар Тарабунов. И не знам зошто ми се смеете. Не, јас на друга се смеам со Едмонд. А со Едмонд си смете ви, добро. Голем поздрав, Тара. Фантастично изгледавте пред некој ден, мислам, кога разговаравте после представата, нели, двајца уметници се најдовте во бифето на театар комедија и разговаравте со Тарабунов, делуваше како да ќе правите дует. Дали нешто се крчка, Жарко? Во најава, но не би сакал да откривам, но окей, мал тизер закачка, што би рекол ти за фановите негови, дека јас ќе правам дует со Александар Тарабунов, но за тоа потоа што би рекле нашите браќа Срби потом тоа значи за тоа потоа. Добро, окей, пошто мора да се преведува. А инаку денеска сме 17 како што кажа, вечерва е представата Стюардеси. Значи, стюардеси, значи доколку сакате, дами и господа. Таа со станот? Да, таа со станот. Доколку сакате да гледате 4 згодни дами, имате фетиш на стюардеси, отидете и гледајте ги, многу се секси, а доколку имате фетиш на театар, дојдете да гледате. Да, тоа сега да кажам. Но окей, како и да е, фантастичните и маестралните Валентин Костадиновски, и Тони Цетински и Тони Цетински. Види, од кога се појавивме ја и ти во тандем, сега сите концертите во тандем ги прават. Сала не може да напунат. Влади Георгиев и Тони Цетински, не знам, Оливер Соджибони. Сите идат у тандем, брат. Да, и мене почна да прогонува проклетството. Нема спа, со Тино и Атанас. Не можам да си фатам тезга на рад цело време. Викат, ако имаш уште еден дојде, ако не сам, вика, не може да правиме ништо. Само да напоменеме дека стюардеси не е истата представа, малку е апгрейдирана. Има двајца нови ликови, пилотите. Односно, јас и Жарко Димовски. Да, се појавуваме како пилоти во представата. И Едмонд Сотир игра така. Едмонд е Ајде да го поснам. Полугол, добро. Полугол се појавува како пилот. Капетанот, да, капетан. Значи замислете го Едмонд гол со капа морнарска, капа пилотска. Со рачната во рака од авионот за да Добро е, само да кажам, стюардеси вечерва, дојдете во театар да ја гледате, па подобра реклама од ова не може. 19.2. Прво ќе ме земеш, после ќе ме театар Крик во поддршка на театар комедија. 21.2. вторника Трудна приказна, најновата продукција на театар комедија, за неј се зборувавме пред неколку емисии со нашата гостинка. 23.2. четврток представата Име, тоа е слободен влез за студенти. 24.2. петок представата Вардарски пастови. Не брзајте затоа што распродадена е секако, нема шанси да дојдете. 25.2. сабота нешто пропуштаме и 27.2. понеделник повторно е представата Трудна приказна. Побрзајте нашите билетари го очекуваат вашиот повик. Ти благодариме, Жарко, на ова излагање. Едмонд, кажи ни, новата представа Трудна приказна, можеме да продолжиме со гостино, така? Да, здраво. Здраво. Следната Трудна приказна играше кога? 19, ако не се лажем, убаво? Не се лажеш, да. Не, 19 недела е театар Крик. 27 е
21 едната, трудна приказна, 27 втората. 21 втори. Втори. Така, трудна приказна. Едмонд, кажи ни повеќе за соработката со Лидија Дедович. Сега малку сериозно нешто. Најсериозно, Лидија Дедович е една од најголемите режисерки со која сум соработувал. Мислам Преку дека 2 вие- метра е, да. Да, и вие нема да начекате поголема режисерка од нејзе. Значи, да, стварно беше 2 метра. Да. Вас, Едмонд, вас, Жаре, Тино, Иле, не ни приметуваш? Да, никако. Колку пати ви имаше стапнато? Цело време. Комуницираше пред нас. Преку нас со нив. Да. Морам да кажам, се извинувам пред да продолжиме на многу сериозен факт дека 2008 година Косово ја прогласи својата независност и стана Република Косово. Продолжи. Многу интересен факт, многу битен, бе. Да. Фала. Инаку и Бугарија во Брис. Добро, ова ми е за другата емисија што си ја спремам, тоа е после 2. Едмонд, би сакал да те прашам Јас ни не сакам да докажа. ти одговорам, не само ни докажа, да одговори, извини. Не, заборев што требаше да одговорам, ама повели прашај па За да можам. режисерка да ми одговори, ти Да, благодарам. суперата на само сликата дали може да ја ставиш за нашите фанови да Ја може да ја ставив. Ја стави, братче. Добро, Да, ако ја стави. стави. Едмонд, Поздрав до сите што имаат статус Friday I'm in love. да, браво, ја ги поздравам сите него. Едмонд, сега да те прашам, ти беше долго време дојавник за емисијава. Бев. Значи ова е дојавникот со кој што имавме Дописник. чест некогаш да зборуваме да дописник и дојавник. Инаку, тогаш најавивме, а сега Едмонд ќе каже како било тоа. Ти Едмонд сними еден филм пред една година. Дали е точно тоа? Точно е. Сними филм, добро. Два одлично. филма. Да, за ова едниот ќе правиме муавет. Едмонд го сними филмот како се вика улогата ти беше копјаникот, мислам дека во филмот Game of Bones. Така беше? Така нешто. Да. Ајде малку околу тоа. Како е да се снимаат такви филмови? Па да не откриваме уште рано пред премиера, пред Не, официјалната најава на Окей. премиерата, која ќе биде најверојатно на кај септември овој наредната година. Салати за да се Септември. фалиш ти. Тоа е добро, него да не откриваме за филмот, него како е да се работи таков филм? Малце е чудно, мислам. Многу е чудно. Многу Тој е е чудно. најнеобичниот филм на кој што сум работил. Се надевам нема да работам на ист таков филм втор пат. Не ви посакувам ни вас да работите на таков филм. Многу беше напорно. А како ја одржуваш Свежината. дигната и да и концентрацијата и свежината цело време? Брат, има помошници таму и помошнички кои ќе одржуваат Аха. концентрацијата. Цело на- време. Работат луѓе, брат. Работа, Лимонади те носат освежуваат цела. едно друго. Да, А што се случува пример додека снимате за време на снимањето доколку ти се приоди на поголема нужда? Викаш акција место режисерот. Гаси емисија. Имаше, мислам дека кажа дека во една од сцените на копјаникот се појавил човек друг копјаник и сте имале заедно сцена со копијата. Да, тоа ти Како изгледаше тоа? Не ти беше малку чудно и незгодно? многу чудно и незгодно беше тоа. Меѓутоа ја како искусен витез имав поголемо копие како и секогаш, така да противникот се најде на земја. Одлично, одлично. Тоа видиш, тоа е добро да се слушне. Дали ќе кажеш за сцената со коњот нешто? На таа сцена, брат, мојава партнерка ја снимаше таа сцена. Ајде! Добро, ова е една од последните емисии. Иначе, сериозно, за сите тие што не слушате, проверете за Game of Bones, ќе го видите Едмонд во насловната улога на плакатот, дролја, во насловната дролја. Кај доктор Оја. Добро, тоа е... Да не беше да представи со филмови. Да. Едмонд, како се... Освежено са бајле со муабетиве. Што работите сега, Едмонд, во театар комедија? Сега во театар комедија работиме со еден тежок режисер. Ако Лидија Дедович беше голема режисерка, овој е тежок режисер. Да. Мислам тежок во смисла на прифаќање идеи. на прифаќање идеи на тоа колку тежи он како режисер, колку тежи неговата уметност. Така. Добро срочено. Човекот е Андреј Цветановски, совршен режисер кој работи со на летната ноќ со многу сонети. Мислам дека уште сме во рана фаза, но му фали нешто како сонот на војводата. Чекај, ти играш тука повеќе улоги како што разбравме од кастингот. Да. Ти ја играш улогата на На војводата. Кој војвода? Тезеј, Тезеј. Војвода на Тина Грк играм. Мојот омилен лик во оваа представа. Тезеј ти е поинтересен и играш во И играм во другиве сцени кај што се мајсторите. дружината. Во дружината го играм Санде Свирче. Да, Таа е види. совршена дружина, има свирчиња, шајчиња, мотала и така ната, муцки, се што
што душа ќе ти посага да видиш во оваа комедија ги има тука во сценава со мајсториите на. Така се надеваме дека тоа ќе биде успешна представа и ќе биде доста гледана бидејќи ќе има три од таков тип и тој наслов ќе го носат сега, нема да бидат идентични, нема да личат една на друга, се надевам. Но сепак се надевам дека многу се надевам јас некако Изгледа денес. многу се надеваш, да, цело време. Се изненадевав. Надував. Убаво е да се надевате затоа што надежта последно умира. Инаку нашата слика протече во етерот на социјалните умре, да. Одете на профилот на Театар Комедија или одете на мојот профил затоа што ја ја шернувам во моментот сликата на мојот зид да видите Како си на Snapchat, Жарко? Немам Snapchat. А одете и на мојот профил ако сакате сега Да, и да видите ќе одобрам. Да ги видите нашите креации. Ние сме денес облечени во креациите на нашата креаторка Библиотекарката Моника Селеш. Не, сериозно, ние сме облечени во креациите на нашата модна креаторка Бела и јас ја поздравувам нашата креаторка Бела, нема да откриам која е и нема да откриам ништо понатаму, но во еден момент ќе кажеме да поздрав до сите дами кои што поминуваат пред нашето студио и имаат плава коса. А инаку има и бутик Бела. Колку за информација. Има вашата Бела. креаторка. Како и да е Македонија да е цела, јас ќе кажам да не се Секој парчиме, ден, да не се да. делиме Доста, секој. Да, тоа е за ајде. другата емисија. Одиме со музика. Мадиватерс! Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манова си го слушамо на 99,3. И? И врати смо се во студиото. Се забрависмо. Едмонд Сотир за трчај. тие што се вклучија покасно. Во нашето студио Едмонд Сотир е човекот кој што е главниот виновник за тоа што се случува во моментот во нашето студио, се разбира, и на Така. емисијата Комичен Мехерцата нас рестарт во моментов и почни да функционираш другаче. Што би да почнам да функционирам? Ми се загледал гостинот, немој така ќе го урочиш Не, па машала. видиш, тубав гостин имаме. Додека се загревата нас може да продолжам јас. Да. Слободно ше Вечерва има уште една нова премиера во македонскиот театар, во Македонија, односно во Велешкиот театар Джимот. Представата се вика Ана Комнена, по текст на Сашо Димовски, во режија на Ненад Витанов и Васил Зафирчев. Најавуваат одлична представа, одличен спектакл. Во главната улога на Ана Комнена е актерката Кети Борисова. Станува збор за историска драма од византискиот период за некронисаната царица на Византија Ана Комнена. Така да сите што сте во можност и се наоѓате блиску Велес, а тоа е Скопје, Штип, Врање, Врање. Поджареvac. Да, Како сите се што викате, сакате Ниш. вечерва да си поминете добро, ве покануваме. Премиера е вечерва? Премиера е на вечерва. премиерната изведба на Ана Комнена. Да, ние Ана ќе го име, па повелете и вие дојте. Ако сакате па може и да се дружиме таму. Едмон, дали ти имаш гратис карти за вечер, бидејќи ти беше долго време другар со тие луѓе, таму и се работувавте. Јас се уште сум другар со тие луѓе и Така се да? работуваме, тие се одлични луѓе и одличен театар. Имам гратис карти, да, ако сакате можам и за вас. Не, јас Како сум во ред, јас водители на- работам во нашиот театар, додека вие Имаш гратис уживате по карти, премиери. сериозно? Да, имам гратис 2. Добро, ова не морате во емисија Не, да не, го- сакам да кажам дека можеме да доделиме на двајца На слушатели. кој да му доколку доделиме сакате. за Велес карти? Ако сака некој појма нема. Ајде, може да му доделиме, нека се јава. Еве, кој ќе Овој се веќе му јави јавим ние, и ќе каже ќе се Едмонд снајдеме. Сотир, ти си најубав од сите пастови, добива 2 карти за вечерасната. Не. Ајде, кажи што сакаш да кажеш. Нека каже кој е најмладиот пастува, ако погодат добиваат карти. Ете да, кој е најмлад меѓу пастувите и ќе Така добие е. 2 карти за во Велес за премиерата вечерва на Комнена 023131 332 додека вие го вртите бројот. Јас ќе прочитам една строфа од еден од нашите најголеми поети кој што се викаше Петре М. Андреевски, вечна му слава, вика: земјата е црна и студена, никому досега не му се кажала инаку, никого не остава, никој не ја оставил. Штом ќе станеш потежок од неа, ќе ти тежи и твојата тежина. Ова беше по нарачка на еден наш слушател. Трговско радиодифузно ја мислев ја завршиш А не, емисијата. тоа ми е таков ми е гласот. Добро, значи кој ќе се јави на 3131 добива 2 гратис билети за вечерашната премиера во Велешкиот театар Ана Комнена и ти исто. Така си га представа, и ти исто. Ана Комнена. Ана Комнена и ти Комнена. исто. Да. Чудно. Да, не знам. Чуден наслов. Добро, добива 2 гратис билети за премиера, луѓе. И нормално може да патува со Едмонд Сотир. Ова е као шала, ама. Ама да, доколку ете, ајде. По истиот автопат. По истиот Добро е, добро е. Добро, Едмонд, дали често сонуваш? Да. Да, сонувам. Последен сон ми беше поврзан со представата, сонот на војводата. По... А пред тоа имав кошмар.
А што се однесува до соновите, не знам, ќе ми го протолкуваш да го раскажам? Да. За тоа е Еве, емисијата. чекај, дозволи. Толкувач. Еве, јас сега во моментов ќе отворам соновник, само момент. Добро. Чекај. Ќе го толкуваме сонот. Соновник, Додека го толкувате сонот, Ќе го јас да толкуваме најавам сонот на Едмон новата премиера, мислам да најавам. Тоа ќе биде во март, негде не знаеме точно, Ако но најавен се со време. збори за еден филм што сте го снимале вие тројца заедно, вклучувајќи ме и мене. А тоа е филмот Ах, љубов моја на Коле Ангеловски, што премиерна изведба ќе има во март негде. Чисто пуштаме сега закачка, немаме ни она како си кажарко? Уште ладно му на Трейлер? Чичко Коле да излезе надвор. Ладно Нека му- нека затопли малку, Да. на кај март ќе излезе. Пролетно ќе излезиме. Трейлер се вика Атанас иначе тоа. Да. И Приколка. овај трейлерот е готов, но уште не е испуштен во етер. Ќе го испуштат кај да е. Само да ви кажам, филмот е доста интересен во главната. Среќен роден ден Майкл Џордан, извинете. Да, среќен роден Майкл Џордан и 54. среќен роден ден на Јеб, Република брат, Косово исто така. Доста бе. Што бе доста морам да кажам. Ајде Едмонд, продолжи со сонот за филмот, ќе зборуваме понатаму. Морам да кажам. Ајде, значи јас отворив соновник на срце сум отворен, ти кажуваш зборови па ќе толкувам. Провери првин сон на летната ноќ. Што значи? Ќе ми отвори да читам ова како се вика сценарио на. Па читај. Не стварно бргу сонувам и бргу заборавам сонови. Бргу спиеш пример еден сат и се фаќа како пета. Така нешто. Ајде, кажи еден сон да толкуваме сон. Значи кој ќе се јави на 0231313332 ќе му истолкуваме еден сон. Слободно нека се јави и нека ги каже своите зборови и ќе добие од нас како Но се вика. пред Жарко ќе морам да те прекинам пред да се одиме со слушател Да. или со што и да е, Со ќе мораме сониште. прво со рекламите. Така. Добро, одиме со реклами и се враќаме после рекламите. Аре, идеме. Јас сум брзи, а вие слушате Комишен Мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. И Се враќаме во емисијата во студиото, Толкувач. Толкувач на сонови со Жарко и Атанас. Атанас Ајде, Едмон, и Жарко. Што сонуваш? Пример, на што може да се сетиш, не мора да е свеж сонот, не. Па нешто имаше автобус двокатен, Добро. црвен, Празен или полн беше автобус? полн. Се качуваше или слегуваше? Се качува. Добро, само секунда. Браво. Ако се качувате во полн автобус, ве очекува тест, драг Сотир. Ке се најдете во ситуација да треба да се надпреварувате со многу луѓе. Ве очекува средба со црвенокоса жена во поодминати години униформирана. Не знам што значи ова, валјда, окей, Добро, имате... јас сакам да прашам дали пензионерите сонуваат? Валда шофер на автобус. Да, Кога сонуваат. дојде петок, си викате петок. Ето, окей. Ќе се возиме. Сонуваат скијање, бесплатен превоз. Да, како? Двоспратен автобус сонуев. Добро. Овај... Сакав да те прашам нешто, но заборав што сакав да те прашам. Па нешто на македонски. Да, ма не знам што сакав да те прашам. За последната одлука на Европскиот парламент. Дали ти се случило да сонуваш човек на функција? Директорка. Не. Не ти се случило. Пошто вика доколку сонувате директор, повнимателно одмерете ги ризиците кои ги превземате. Ако сте вие директор, ќе ви се укажат нови можности да ги покажете вашите квалитети и способности. Значи А така директорка ако сонуваш? Ако сонувате директорка, па нема валјда во истроце. Сонувате директорка, си имате нешто со директорката. мислиш дека некои други глумци од другите театри сонуваат директорка? Па тоа не знам. Тоа не знам, треба да се... Да ги прашаме. Праша, да. Добро, последен гостин Во оваа емисија сум ние јас. Едмон Сотир, да. Еве еден двокатен автобус. Во Прекрасен. моментов поминува, да. Инаку петок е денеска, не знам дали знаете, сонцето светна силно. Јас тоа го кажувам секоја емисија, го кажувам и ова, еве, кој што не веруваше дека ќе има сонце, сонце има. Сонцето е свежо. Вие го слушате најдобриот Диск джокей во градот. Далибор Зафировски. Браво до Така е. Далибор на вашиот омилен Мегахерц 96,0. Едмон, не сум те прашал дали некогаш си размислувал за музичка кариера како Жарко на пример, да направиш да. албум. Па во продукција на Жарко имав еден албум. Првиот беше Едо мајка. Не Едо мајка, Едо Сотир, Едо најболји Сотир. хитови. Волуме 1. Ако го најдеме ќе го постираме. Едо Сотир. Да, и мене ми се свија. Здраво, да поздравиме здраво, девојката девојче. што поминувам. Ете, и- И ни мафтап. Поминуваат насмејани луѓе, пошто денес е ден на насмевките, на светскиот ден на насмевките, по Да, јулијанскиот календар.
Да. по Григоријанскиот ден на гравот петок. Инаку јас ќе морам да се извинам до сите мои фанки, женски фанови за концертот што ми беше планиран на 8 март Жаре и пријателите, нема да се со љубов, поезија и музика нема да се одржи сега. Се извинувам Штета. поради технички проблеми, но Но ти синоќа имаше свој концерт, Жарко, ако Да. не се лажам, во бифето во на бифето, комедија. да, тоа беше Ама супер. овој втор концерт што му пропаѓа. Првиот концерт му се викаше Жаре и фризерите, а вториот Жаре и пријателите. Но ви ветуваме, не се зафркавам, ви ветувам дека ќе има концерт од саат и пол, максимум дружење до 2. Жаре и пријателите во поддршка на ЖТ, бендот што ќе ми свири позади, тоа е мојот бенд Жаретино Атанас. Ќе има рецитирање на поезија од нашите колеги од театар. Едмон Сотир ќе ми ја води манифестацијата, тоа ќе биде на почеток на јуни. Значи најавувам еден голем концерт. Ова сам си го смисли или? Не, ми го напиша. Како што е се по обичај во државата. Јас знам и кај ќе се одржи тоа на брегот на Мермерното езеро во Прилеп. Во Прилеп, да, тоа е новото Памук Кале Прилепското. Не, ќе се потрудам да го направам во Скопје затоа што има многу од Скопје, па да не доаѓаат викаат до Прилеп. да. Да. Ќе биде она озвучен или unplugged ќе биде? Unplugged, акустичен ќе биде. Акустичен, да. Мислам ќе биде озвучено за да слушнат сите, пошто се очекува публика да дојде. 10.000. Според проценките минимум 30 души да има. Ќе даваме ли гратиси, Жарко? Ќе даваме гратиси, но како кажува, ќе кажам нашите браќа Срби отом потом, затоа потоа што би рекле ние Да. македонците. Инаку има еден стих, тоест една строфа која што вака ќе го отвориме концертот. Значи замислете фон, многу ехо во микрофонот, Едмон дава бас, Атанас нешто ќе ја смее публиката прво на почеток ова, па излегува снимен глас и вика: ако имаш нешто тешко, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина. Тишината сама ќе го рече. И тука има аплауз, нешто ова, па и влегуваме со гитарче. Опасен Но ќе ти е видим. стихот, бидејќи може да ги натера жените да посегнат по себе. Посегнување добро е по да себе посегнат по себе, тоа ќе од биде. женска страна значи многу, значи јас се надевам дека ќе посегнат на доброто посегнување што е. Тоа е Да, добро да, за да. гледање, да. Да. Да, за кого како, да, добро е. Значи Паузата сама ќе си рече. дами не посегнувајте по себе затоа што Дами. дами како Дами, тоа е господи, ова дами шо? бе. Дами што? Дами како господи? Аха. Све неписмено бе. Да. Добро. Значи Концертот го кажавме, Концертот добро. го кажавме, не него ми пишуваат тука за соновите, значи се извинувам, не ви толкувам сонови преку Facebook, доколку стварно сакате јавете се 3131332, се срамеле. Па не може- се срамете, добро знаете дека емисијата е од отворен карактер, повелете со Може да ја најавиме и нареднава моја изложба. Да, кога? Да. Па најверојатно ќе биде пак на почеток на септември. Пак настапуваш со една слика? Цртач на платно си ти? Да. Ланската изведба Платно беше на масло. Беше многу добра, сериозно. Едмонт имаше фантастична изложба со само една фотографија. Фотографијата беше зимска идила и одиме таму и гледаме бел лист. Тоест бело платно. Едно што е, па вика многу заварна снег, вика го покри целото, не се гледа, иначе долу беше многу добро нацртано, значи тоа беше изложба со само една слика. Но втората ќе биде Втора да ќе Јас- биде, се надевам дека е поуспешна. Па влезот е слободен, само локацијата не е одредена, така да. Добро, но тоа ќе се каже пред изложбата која ќе биде во Да. септември, да. ако не. Или ако има голема заинтересираност, поради гужва да не се прави гужва, податоците ќе ги кажеме после завршувањето на изложбата. Не, навистина поддржувам Колку вака, ја? вие сте актери, двајца фантастични актери што имаат своји хобија и Да. тоа е многу Своји интересно. хобити имаме ние. И Јас имам свој хоби, да, Тино. знам Тино. Та-та-та. Ми го чува прстенот. Како бе на хобитите им го дадевте да го носат прстен? Бе, стварно ли бе, брат? Ајде. Нема. Значи Причата е добра. Тоа што ви Приказката. го ветив дека ќе ви дадам еден сочен рецепт овој петок. Значи рецептот е еклер со крем карамел. Да знаете дека за овај рецепт ќе ви бидат потребни пола шолја млеко, пола шолја вода, 6 лажички путер, една лажица шеќер, една шолја брашно, 5 жолчки Е и така малку Едмонд. сол. Од емисија за театар прераснавме во толкувачи на сонови И емисија за рецепти, Рецепти. но тоа мораме на нашите фанови да им го пружиме, значи да ви кажам дека здраво е да се јаде леќе барем еднаш неделно. Едмон, дали ти готвиш како актер? Готвам и знам која ќе остарам, која емисија ќе ја гледам. Која? Ручек со дедо Жаре. Бидејќи ќе видиш водите за кулинарска емисија некоја. Да. Добро. Жарко, ти појадуваше утрово? Да. Појадокот е најважен оброк, велат во денот. Вистина е тоа? Вистина е тоа, јас тоа одговорно го тврдам затоа што мислам дека треба да се јаде на сабаље, многу е здраво.
Уште со една строфа ќе ве измалтретирам вас, колеги, а ќе ви дадам задоволство. Вас, колеги, а ќе ви дадам задоволство вас, мои драги фанови. Тие што сакаат, се разбира. Чакаш да го намалиме фонот, но. Не, добро е фонот. Може малце фонот, дали бро? Малце са, ете така. Значи, вика вак. Не, дај ми фон, дај ми само малце така по, ете така. Не будете ме ноќва, јас сум буден само во сонот. И гледам во планините што блескаат како кубе. Од некое далечно јаве се гласи кобно звоно. Во овие предели лежат очите што ги љубев. Вау, ова се стихови на Чедо Јакимовски, нашиот македонски поет. Значи, Македонија има многу добри поети, дами и господа. Треба да читаме македонска поезија, треба да се поддржуваме, треба да си ги поддржуваме нашите уметници во се. Баш преска со едно правевме муавет дека сликарството во Македонија е на едно многу, како да кажам, најде не е лошо, туку на едно неекспонирано ниво, така да ние правиме поддршка за сликарите. Едмонд прв реши да нацрта нешто што ќе биде, ќе ви кажеме кога точно. Атанас, дали имаш ти хобија? Да. Што? Слободно време ми е хоби. И што правиш во тоа слободно време? Па тоа ми е хоби. Дали Го правиш? користам најпаметно, дека го немам. Така. Не, добро, супер. Кажи ми, дали правиш јога вежби? Како? Јога вежби. Правам, најдобро ја правам таа аеро-јогата, таа се прави во пар. И всушност ти си поддршка за другиот партнер, разбираш, тоа функционирате заедно, ти ја креваш и се спуштате, и може да се тркалате, има разни позиции, не би сакал сега на широко да... Да, таа е така со најширок спектар на применување. Ти благодарам што твоите зборови ги срочи Едмон, и ми помогна да се објаснам јас. Ти си познат Сликар? меѓу народот со тоа што цело време одиш на вежбање. И втреки на музиката. Вчера прв пат постирав дека сум на вежбање. Да, на својот Инстаграм профил можете Како да го пројде тоа? можете да го видите Едмонд малце разголен. Славно пројде. Лајкој, имаше лајкој? Не може лајкој таму тоа на истории. Жарко е поупатен во тие Јас се социјалните шегам, мрежи. јас сум малку лајк у погледот на Инстаграм. Жарко, и ти имаш Погледи Инстаграм? дека е Жарко, да. Да, имам. Значи, ако сакате да ги заследите овие прекрасни актери од театар комедија, заследете ги на Инстаграм. I am too glam to give a damn. Ке каже една наша поетеса. Поздрав до македонските поетеси, дами и господа. Македонските поетеси се многу добри, многу се надежни, многу се згодни. Ги поздравувам. Едмонд, Имам една мала поезија враце сега. Што е со поезија Да, денеска? ќе му ја дам да прочита Жарко, Светски пошто ден на многу поезијата убаво е денес. чита. Денес е светски не ден знам, не на знаеш, насмевката. не го кажавме тоа. Значи денеска е светски Само- ден на насмевката, на по-полека да поезијата излезе. што буди насмевка, не е на обичната поезија. Тоа е вториот дел од поезијата, необјавен. Ова е до твоја сега. поезија? Да. Добро, значи одиме со поезија на Едмонд Сотир, Од дами и времето. господа, од времето. Вака почнуваме со и. Тоа е вториот дел од поезијата. Да, почни со и. И не чекам јас одговор да вратиш, иако знам, лесно е да сватиш. Товар голем е најголем знај на љубовта да оставиш крај, да ставиш крај. Та не си виновна ти, та не си сал сонце што се смее, та не знаеш ти за студ, за лад, од љубов сит, за љубов глад. И сал венеам јас во стихови разни во долгите ноќи пијани и празни, и дура до други жени пораки читам, питач сум беден за твојот допир питам. Фала Едмонд. Та не сум сал јас вака што ти пише, та не сум сал в грб што ти дише. Ал си сал ти мисла што ми води в срце луто што ме погоди. Те прашувам на овој свет дали има памет, дали има лек, дали има за тебе убав цвет, миризлив шарен свет. Не. И не сакам јас раце да кренам, не, и не сакам јас глава да свенам. Те имам јас се што ке сакаш. Не, та имам јас се што ке сакаш ако со мојата љубов плаќаш. Ова беа стихови на Едмонд Сотир, ова беше времето кога Едмонд Сотир беше во Само да ги прочиташе Како како што што треба. ја ги замислуваш. замислувам, да. Добро, но Одлично ги прв пат ја прочита, читам јас. благодарам, да, супер. Да, се извинам. Драмско читање со жд. Со што? Со жда. Со што? Доколку сакате Едмонд Пак да ми реклами? напише... Не, потепа со рекламите изгледа најслушана емисија сме ние штом толку ни пуштаат реклами во емисија. Одиме со емисија реклами. 4, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам.
Фантастичен джингл. Фантастичен джингл. На Радио Брановите, на Радио Слободна Македонија. Вие уживате со вашите омилени Жарко и Атанас на 96-тиот Кома нула. комичен мегахерц. И мораш да го кажеш Атанас и Жарко, биди културен. Може да Атанаси. прашам, кој од вас го снимаше джинглот? Да, јас. Атанас го снимаше джинглот, затоа така не е повлече. Затоа така малку... Едмонд, Сотир. прашуваат нашите обожавателки колку си висок. 1,90 м, 89. И та мола Атанас, праши го кој број кондори носи. 45,5, 46. Зависи од калапот. Од кинески ве 48. Да. Ај, кинезите не можат за тебе да направат кондор. Да, може да немам голема нога. Не, да, 46 не е голема нога. Па тамане сега имам. Добро, сите, така, Жарко, ти кој број носиш? 22. Тоа е во, како се вика тоа, европски мерки, а во амерички 41. Да, ама штом наоѓам без проблем, значи не е проблем. Наоѓаш без проблем? Да. Секогаш наоѓаш каде да Секогаш да ставиш ногата, чевелот го најдеш редовно, е потоа. Добро, Едмонд, Сотир, Сотир. во нашата емисија специјално за вас. Да, дали имаш дел на представата првин ќе ме земеш, после ќе ме... Да, ја гледав, одлична е представата. Да. Првин гледајте ја, после Ќе ја коментирате. зборете, Да. Така, Се извинувам, мада само додека сме кај театар да кажам, доаѓате во театар комедија да ја гледате представата Приказните на заборавените предци. Следна изведба е некаде во март. Фала. Е, така. Ова представа ја гледав, приказните на заборавените предци. Можам да кажам дека таа е представа во која е тотален театар. Да го цитирам мојот колега од администрацијата на театар комедија Сергеј Светозаров. така. Таа е одлична представа, да, стварно. Да, Секој што сака чист театар, без многу додавање. Валканици. За чист театар повелете на кој датум, кажа Жарко или Не, нема. Наредава не недела се ми знае. се чини. Да. Добро, тоа ќе објавиме на нашата страница, како и да е. Да, Едмон, ти го толкуваш Роки во представата Вардарски пастои. Ајде малку околу тој процес. Како беше тоа да се спрема? Па први имавме проблем со имињава на ликовите. Први требаше да ги најдеме македонски имиња, пример на Роки. Роки му е прекар, кој би бил Роки во приватниот живот? Кој му е крстеното име и презиме? И бидејќи Роки го играл Силвестер Сталоне, Така? во Америка, во Македонија тој би бил Сребре Сталев. Сребре Сталев, добро е. Сребре Сталев. Има тука, има Жарко, тука. твојот ли како се вика? Ивица Чошев. Жица. Жица, така. Да, твојот како се вика? Не кажам. Не ми дава лико да кажам. Добро. Едмон, како беше да се работи со Атанас. Атанас и со целата екипа, една плејада на млади актери? Абе, одличен процес беше. Ја искрено малку мачев со, пошто сите сме од Скопје и мораше да збориме по-скопски. Никако да влезам до крај во тој скопски акцент. Што току еден наш женски фан верен ми пушти слика од вас од вашата сцена од представата Господарот на кукавицата, каде Едмон го игра ликот на министерот геј, а Атанас го игра ликот на швалерката на министерот. Швалерката на министерот или О, градоначалникот на Галички. Фантастично, поздрав до Маја која што ве поздравува многу и ја пушти сликата. Поздрав Маја. И поздрав до сите други фанови кои што верно не пратат и не слушаат. Ние сме тука за вас да правиме атмосфера во етерот. Емотивен денес. Да, денес Да, сум го емотивен. потресивме со поезија, мислам Да. не треба да му Бај да разнежливте. чита. Не можам да се соберам за роденденот на Косово, ми е уште така малце. Како да ти кажам? Да, нас повели. Ако го спомниш уште еднаш, ќе мислам дека некој ти дал пари за да кажуваш. Не, иначе роденденот на Косово ќе го славиме во Сити Мол, повелете. Океј, некој дал пари. Сигурно. Ја мислам дека и овие од Европскиот парламент кој што ни Добро, ова е емисија за театар. Ве замолувам сите што имате знаење од Ајде, таа повелете. област. Политичка, вака. Дали често носиш ролки? ролки. Ролка. Узвратки блузи. Што реке узратки? Не, гледам ролки најчесто кај Жарко. Да, узвратки. Ретко носам, никогаш скоро. Машна? Машна да носам. Кој ти е омилен аксесуар што би сакал да го носиш или го имаш на себе кога се облекуваш? Часовникот. Часовник.
Секогаш сум Секогаш забележал имам Едмонд часовник. има секогаш мангупски часовник, што сакаш збори, што сакаш коментирај, стварно е така. Ништо не ни сакав да искоментирав, само да кажам дека точноста е одлика на големите луѓе, затоа секогаш носете часовник со себе. Апсолутно. Добро, сега Джеймс Дин секогаш каснел, и сега што правиме? Не е голем? Значи имаме дебата да отвараме тука Жарко, ја Бил правевме голем, ама бил синоќа втори до по 4. големина. Ке ти кажев, До ама 4, а истеравме дебатата зашо јас и ти. прерано не напушти Джеймс Дин, не можеме да коментираме. Книгата дали- за Джеймс дали- Дин, биографијата што е напишана, првата реплика е опет ја закаснio, пошто ја имам на српски дом. Значи повторно закасни. Ама да ако бил се- толку голем, немал да се замени толку бргу. Сепак, Епа, возилото Беше многу брзо. брзо. Да. Па тоа е затоа. Кога Живееш касниш брзо, брзаш, кога брзаш, живееш брзо, умираш умираш млад. млад. Инаку кога сме кај Джеймс Дин, ќе ви кажам, морате да го погледнете новиот филм што е документарец за Марлон Брандо и се вика Listen to me Marlon, не се зафркавам, значи Listen to me Marlon. Тоа е многу добар филм. Поздрав до сите наши фанови и до сите наши колешки од редакцијата на Република, мислам дека се викаше, тие што се тука заедно со нас во нашето студио, тоа Едмон- позади нас. Браво. Едмон, дали ја памтиш од првата, онака Изговорена реплика на Петре Темелковски во представата Вечната куќа. Ова е меѓу прашање? Првата реплика во? Во МНТ. Петр што изговори. Да. Ја знаеш? Наизуст? Не, добро. Вака, може сега да си го постам Да, повеќе, Може, повеќе. одговори си сам. Ајде, Кај побај. кажеш репликата? Не, ајде. Не ја кажувам, тоа е наградно прашање, ајде. Добро, зашто? За прашок. Билети гратис. Прва љубовна сцена од кога излезе од академија, значи не на ФДУ, не, кога излезе, кога се вработи во театар, прва љубовна сцена со која партнерка ти беше? Со Кети Борисовска. Кети Борисовска е вечерви главна улога во Ана Комнена. Ана Комнена, да. Ние рековме дека ќе дадеме 2 гратис билети, затоа што ќе се јави изгледа сите се од Скопје, Сите Жорко. се од Скопје, да. Сите сте од Скопје, сте само од не Скопје. признавате. Едмонд, би сакал да те прашам истото прашање што те праша Атанас, но на мене тоа за со партнер. Кој ти беше првиот партнер со кој што заигра геј сцена? Во театар или во филм? Не сум играл ни во филм, ни во театар геј сцена. Мислам, добро ова со Атанас. Таа со Атанас ви е? Таа со Атанас е Атанас ти е прва. првиот? Ако не се смета една пропадната представа на ФДО што почнаме да работиме со Игор Ангелов. Опа. Ќе се задржиме на Атанас. Значи, in Тоа your беше на ФДО, да. face, Љутков, in Не your из- face. Така, бом, бом, Не Зора излезе во- Љутко. да. Атанас, тебе? Мене прва академија се брои Се брои, ајде. Ненад Митевски. А женско? Љубовна со жена. ФДУ се брои. Се брои. Сладјана Војошевиќ. Добро, а професионално? Професионално со филм, Со театар. Театар. со театар. После Женско? Женско. Првата чекај. Сонја Стамболџиевска, Одлично. машко Тино. Браво. Ајде, Жорко, одговори сега Едмонт ти. е пред Тино. Јас гледам многу геј сцени имам. Па да. Океј. Добро. Не, првата геј сцена ми беше со професорот. Добро, одиме со реклами, а сега нема реклами. Нема реклами, ајде сега да се... Да, добро, ова ќе оди во овакво. Ќе го сечеме Ќе го во монтаж. сечеме, ќе го лепиме. Дами и господа, со нас беше денеска нашиот актер Едмонд Сотир, вашиот омилен колега глумец и поет. Едмонд, фала ти што дојде, другарче. Моет. Ви благодарам на поканата, одлично си поминав. Едмонд е поет сладок како моет. Вау! Браво! Едмонд, фала ти, навистина. Секогаш ни е чест да си тука со нас, да го слушаме твојот милозвучен глас и нашите фанови да уживаат. Правејќи муабет за тебе, значи филмот Game of Bones не го пропуштајте во насловната улога на Едмонд Сотир Копјаникот. Не го во пропуштајте носечката. во носечката, не го пропуштајте затоа што му тежи копјето, не го пропуштајте и во месец март филмот Ах, љубов моја во режија на Коле Ангеловски. Дами и господа, толку беше од нас. Атанас, ќе кажеш ли неколку завршни збори? Јас ќе кажам дека ова беше реклами со малку емисија. Се надам дека уживавте. Дали имаш такво таму да го прочиташ ти што читам јас? Да, Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Атанас Атанасовски и Жарко Димовски. Датум на емитување 17.2.2017 година, продукција Радио Слободна Македонија. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Атанас Атанасовски и Жарко Димовски, датум на емитување на емисијата 17.2.2017 година, продукција Радио Слободна Македонија. Пријатно. Гостин Едмон Сотир. Комичен мегахерц.